Како ли јас ќе си најдам момче? Та сите што ме побараа ме сакаат заради имотот на татко. Да смислам како да најдам момче какво што барам. Умно и со нежно срце. Се сетив, се боцнав и ум ми дојде. Ке нарачам од сите ергени да ми напишат по едно писмо. И по писмото ќе проценам кој е умен, паметен и со нежно срце. Ергени, чујте и почујте! Убавата чорбаджиска керка Елена бара сите ергени да и напишат писмо од 4 табаци. Да, по писмото маш ке си избере. Ергени, чујте и почујте! Бре, синко, бре. Арслан мажиште. Татко, се прибра? Не те видов. Се прибрав. Тој не сека да стане една чаша вода да ми подаде, а ќе дошол на нива да работи. Златане, синко. Кажи, татко. Јас повеќе не ќе можам да те чувам дома. А слушнав и учен човек ќе си станувал. А твоите другари аргатуваат, кој надучен, кој по трговија. А од тебе што, бре, синко, ништо? Јас, татко, сум ти кажал и порано, ама ќе ти кажам и сега пак. Мене за работа не ме бидува. Мене за пишување ме бидува, за да читам книга ме бидува. И да знаеш, решив, писател ќе се сторам. Писател велиш? Писател ќе се сторам. А, бре, синко, од тоа леп не се вади, не се живее од тоа. Еве ти сами одгледаше од како почина мајка ти пред една година. Јас секој ден како грешен ѓавол се мачам. А ти учен човек ќе си станувал. Ќе станам и да знаеш дека јас од тоа леп ќе вадам. Па како да ти кажам, јас повеќе ниту сакам, ниту можам да те ранам. Знаеш што ќе направиш? Ќе станеш рано изутрина, ќе нарамиш торбата и право на печалба. Ама, татко... Нема, татко, бре, нема повеќе аман. И не сакам повеќе од тебе ни спорта слушнам. Еве ти ги овие парички нека ти се најдат. За првиот ден да не умреш од глад, а потоа ќе живееш од пишување. Ќе живеам и да знаеш дека тука како чорбаджија ќе се вратам. Како што? Како чорбаджија ќе видиш. Чарбаджија? Да. Ти измечаруваш ти, синко, за едно парче леп. После тоа умот ќе ти дојде. Добар ден. Газда? А да дадеш од вчерашниот грав да јадам, а, газда? Грав да ти дадам? Да. Да не го изработи? 2 маси послужи денес. Кога ќе послужиш и трета, ако дојде некој, ќе ти дадам да јадеш. Да. Добро, газда. Како ќе речеш ти, така, газда. Туку, Ганчо, кажи ми ти мене, што муабет се врти низ селово? Не, муабет, газда, туку вистина е, газда, па јас, самиот јас стоев насред село и викав, газда. Што де?
Ти кажав да, газда? Пак ќе ти кажам, газда. Значи вака, газда. Чорбаджиската керка Елена сака да си најде маш, газда. И оти таа многу сака да чита книги, газда. Па тој што ќе го напише најубавото писмо, газда, тој ќе биде маш. Писмо велиш. Да. Па ќе напишам јас писмо. Само да се сторам зед во таа куќа. И има татко и 2 села да составиш. Газда, да дадеш ти од вчерашниот граф тро да јадам, а? Марш бе, Абдал. Ти најде со мене мајтап да си играш. Нема јадење. Ми свири стомакот. Морам да седнам овде и да каснам нешто, оти ќе припадам. Добар ден. Добар ден. Што да ве послушам? Од далечен пат идам и од вчера ништо не сум јаден. И јас. Како? Ништо. Те молам, за овие 2 парички донеси ми да јадам нешто. Ми свират цревата. Да. Одма. Ова е трета маса, значи ќе јадам граф. Кајташ бре, Абдал? Да не ми крадеш од јадењето? Не, газда. Итам горе да му однесам на еден гостин што дојде, газда. Тоа е еден газда, само седи таму и нешто пишува цело време. А околу него е книги расфрлани, еден куп, газда. Многу е чуден, газда. Ама, ова е третата маса, газда, за денес. Што значи дека јас можам да одам и да јадам од вчерашниот граф, а, газда? Велиш, пишува нешто. Да, пишува, газда. Дај, јас ќе му однесам. Ти бегај. А, газда? А може јас да одам да јадам, а, газда? Ајде, јади. Ама да знаеш, за 3 дена да ти држи вода. Да. Добро, газда. Добар ден, пријателе. Добар ден. Повели, да ми ти е на здравје. Да не сакаш и една ракија додам да донесам да се напиеш. Па ако може и тоа да го платам со овие 2 парички, тогаш може. Од мене, од куќава. А и јас ке седнам со тебе, една ке се напијам за друштво. Може. Колку добар човек. Која јас да си се најадам? Ама ти не ми си познат. Ке да не си од овде. Не, јас од другото село сум, преку ридот. Овде дојдов на печалба. Јарно? Убаво. А што правиш со овие книги, бе, со хартии, бе? Пишувам. Јас сакам писател да се сторам. Пишуваш, а? Да. А работа бараш? Барам, да. Па на право место си дошол. Јас за тебе имам еден предлог. Каков предлог? Меанава. Моја е. Имам и 2-3 одаи, баш како за патници, како тебе. Да ти дадам една, да останеш тука да си живееш, да те хранам. Тоа добро, ако ми го сториш, јас вечно благодарен ќе ти бидам.
А ти за мене да напишеш едно писмо. Долго, 4 табаци. А какво писмо? Писмо за една мома. Да ја опишеш нејзината убавина и мојата желба. За тоа, таа мене невеста да ми се стори. Може. Ама, писмото ќе го пишуваш од моје име. Како јас да сум го пишувал. Ти како што сакаш, така и ќе биде. Јас и онака цел ден читам, пишувам. Значи бидува? Бидува како не. Ај на здравје. Ајде. Заедно зубо. Фала ти. И да знаеш дека во твојата коса ќе се будам и заспивам. А преку ден ќе ги китам со цветови и течноста нивна ќе ја пијам. А тој цвет ќе биде крим. Ајде! Златане, ме прати газда Крсто, да ги земам чиниите. Јако де, влези. А Златане, Кажи. баницава може да ја дојадам? Може. Слободно. А Златане, баницава може да ја дојадам тука? А зошто тука? Оти ако се симнам пред газдата, тој нема да ми даде да ја дојадам. Што зборуваш, Ганчо? Менџијата е многу добар човек. Не. Не е тој золе тој. Не е добар. Ајде седни, слободно, не јади се. И снагата твоја бела сакам да ме грее повеќе од сонцето. Кога ќе излезе месечината. Е, така. Готово. Точно на пладне, како што реков. Ајде, влегувај. Златане! Златане! Готово ли е писмото, Златане? Па, како што се договоривме, повели, готово е. Бре, што е ова? 4 табаци. Па толку ти ми нарача. Да ти сплетам во косата цвет. Тој цвет да биде клин. Крим. Да, кај ќе читам јас толку многу, ете, прочитав една реченица и можам да кажам отие арно. Арно е, го имаш мојот збор оти арно. После ќе го пратам Ганчо да и го однесе на Елена. Туку ти, кога мислиш да ми платиш за овие 8 дена што седиш тука и што јадеш, што пиеш? Ми должиш 85 пари. Првиот ден ми даде 2. Добро, што е право, право е. Што значи? Ми должиш уште 80 и 3. Ама не се договоривме така. Јас писмото го пишував за да можам да се раздолжам. Кое писмо? Како кој е писмо? Тоа писмо го напишав за да се раздолжиме. Вие ми Боже! Ова писмо го напишав јас. За Елена? Ти мајтап си играш со мене? Не си играм мајтап тук. Ке плаќаш или не? Ама немам јас пари да платам, ви кажав. Ета тогаш ке мора да лежиш во Зандана. Ех, пусти јас. Зандана заврши. Убаво ми велеше татко. Од книга леп нема. Ама јас не се откажувам. Не се откажувам од книга и од пишување.
Бре, синко, бре. Што направи, што стори? Секој ден си ми намисля дали си арен, дали си здрав и жив. Секој ден те носам во срцево. Чорбачик Елена! Чорбачик Елена! Ганчо, од памет ми извади. Што е? И ти ли ми напиша писмо? Не. Ајде, земи здив па кажи ми. Газда Крсто. Крсто, Писмо од Газда Крсто. Да. менџијата. Да. Каде Крсто дознал за тоа дека барам писмо? Јас му кажав. Многу убаво си направил, Ганчо. Многу убаво си направил. Туку што е право е. Јас побарав од сите ергени да ми напишат писмо. Оти, Ганчо, јас писмо бирам, а не маш. Еј, Ганчо! Златан. Што правиш ти овде? Ме фрлија в Зандан. Овде треба да лежам 3 дена и 3 ноќи. Оти така добар човек како тебе да лежи в Зандана? Ме намести газдата твој, Крсто. Во право беше дека е лош човек. Да. Ти верувам, Газда Крсто е зол човек, да? Чекај, Ганчо. Ти ме вида дека пишував писмо, така? Да. Бевме договорени јас да му платам со писмото. Таков беше договорот. Арно, ама, тој штом го зеде писмото, ми побара пари. Сега јас немав да му платам и ме фрли в Зандан. Да. Ти верувам, Газда Крсто е зол човек. Не знам дали сум ти кажал. Ама ти, Ганчо, ме вида дека го пишува в писмото. Може да посведочиш дека јас сум го напишал. Не. Мене никој нема да ми верува. Мене сите ми се смеат и ме третираат за будала. Ке мора да си одлежиш 3 дена и 3 ноќи во Зандана. Туку, Златане, да немаш нешто за јадење да дадеш. Немам ништо. Овде не ни даваат. А да имав, Ганчо, ке ти дадев. Златане, Газда Крсто, ако ми даде мене за јадење, јас ќе ти донесам пола. Ајде, Златане. Ајде, Ганчо, оди. Добар човек си ти, Ганчо. Ама будала. Чо. Зборувај бе, Абдал еден. Што сакаш да кажеш? Ќе ти ја тупна мен ако не прозбориш. Елена чорбаджиката. Што Елена бе, будала еден, што Елена? Енеја иде по скалите. Леле. Добар ден, Менџио. Добар ден. Јас дојдов да ти кажам од сите писма, твоето го избрав. Писма? Да? Моето. Да, мислев ти си лош човек, ама во писмото видов, ти имаш нежна душа и големо срце. Толкаво. Сакам да те замолам нешто. Ушите мои сакаат да го чујат делот за косите. Делот за косата сакам да ми го кажеш точно како што го имаш напишано во писмото. Епа, многу убави коси имаш. Како што го имаш напишано, Крсто. Ете така, многу ти се убави косите Крсто, со каков цвет сакаш да ми ги плетеш косите мои? Кој беше? Да. Клин. Клинови во косите да ти сплетам. Клинови по глава да те удрат. Кој ти го даде писмото? Газда Крсто?
Кој го напиша писмото? Оти не си ти. Ако не ме сакаш за маш, не ти кажувам. Ке го најдам. Ке пуштам абер низ цело село, сите ергени да ми напишат уште по едно писмо. И така ќе го препознам кој е и ќе го најдам. Ганчо, Да. трг до сред село. И разгласи оти Елена Чорбаджиската керка сака уште по едно писмо од сите ергени. Ајде. Ќе го препознам и ќе го најдам, Меанџио. Крин е цветот, а не клин. Ниту ќе го препознаеш, ниту ќе го најдеш. Оти неговите 3 дена в Зантана поминаа и тој си замина дома во другото село преку Ридот. Чујте и почујте! Чујте и почујте, ергени! Чујте и почујте, ергени! Чорбаджиската керка убавата Елена бара да и се напише второ писмо. Таа по писмото маш ке си најде. Ајде, напред. О, синко, се врати, а? Се вратив, татко. Повели седни. И? И што и? Мислам, спечели ли нешто? Спечелив. 3 дена и 3 ноќи в Зандана. Јас колку што знам, не си ти работлив, но си многу честно момче. Ама ме наместија, татко. Како, синко? Така, еден Меанџија ме намами. Ми рече да напишам писмо и после бараше од мене да платам за вмеан. Не се грижи за тие работи. Знаеш што? Човек што сака многу нешто, во тој ги угреши. А тој се простува. Како Меанџијата, што ја сакаше Елена Чорбаджиката. Исто како и ти што сакаш да пишуваш. Бре, синко, само да знаеш колку сите денови ми беа празни без тебе. А јас, татко, секоја вечер се молев за тебе. Добре дојде, синко. Добре те најдов, татко. Многу сум среќен што се врати. Што правиш, бе? Абдал! Ништо, еве си седам. Си седиш. Да? Многу убаво. Море треба да работиш, а не да седиш. После ги ми бараш јадење. Да. Газда, 3 дена немам ништо јадено, газда. Додека седиш, нема ни да јадеш. Туку слушај сега, ќе одам јас до дуќан, а ти да ја вардиш овде Мејанава. И немој некоја глупост да си направи. Не. Или да ми крадеш од јадењето, има таа главата да ти ја скинам. Не, нема, газда, нема. Не. Па, синко, јадеме што јадеме, сега јас ќе појдам на нива малку да поработам. Чекај, татко, чекај. Што да чекам, бре, синко? Нивата не чека, треба да се работи. Така е. Јас денес со тебе ќе дојдам на нива. Ќе работам. Ти ќе дојдеш на нива да работиш со мене. Да. Јас колку што знам, ти можеш само да држиш халат, синко, и ништо повеќе. Јас мислам најдобро ќе биде да останеш овде во куќава и да си продолжиш да си читаш книги. Ама јас ќе научам, татко. Сакам да работам. Така ќе научам и ќе ти помагам тебе. Ова што ми го зборуваш, просто не можам да им верувам на ушиве, бре, синко. Ама јас се решив, татко. Од книга и пишување се откажувам. Нема леп во тоа. Велиш? Нема леп,
во тоа. Нема лепота. Е, па што ме така, синко? Тогаш ајде, стани да одиме да работиме на нева. Е, па ајде, татко. Ајде. 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 Ганчо, ме преплаши Ганчо. Чорбаджике Елена. Што, Крсто ми Анджијата ми напишал друго писмо, а? Не. Јас го напишав. Ти го напиша. Да. Ти го напиша. Да. Читај. Што е право, а јас реков сите ергени да ми напишат писмо. Ке го прочитам дома, Ганчо. Не, читај сега. Сега? Да. Ајде. Ганчо? Ајде со мене, Ганчо. Ајде со мене. Вака така, синко се научи да работиш, а? Па, ќе ме биде ли татко или нема да ме биде? Ќе те биде. Зошто да не те биде, бре, синко? Ама јас сепак мислам дека повеќе ќе те биде за книги, читање и пишување. Ајде, напред! Ганчо. Да. Пријател од другото село. Момево? Добро, беде, добро. Момево? Јас сум Елена. Добар ден. Добар ден. Повелете, седнете. Благодарам. Па, Ганчо, Да. што навака? Сакавме да дојдеме на гости, да те видиме. Баш ме израдувавте. И чорбаджиската керка сака да те праша нешто. Тој е тој, Ганчо? Да. Тоа е тој. Кој? Ти ли си тој што го напиша писмото? Да, јас бев. Само прости што така со моето писмо друг лажно се представи. Сакам да те замолам нешто. Мојве уши сакаат да ги чујат стиховите за косата. Сакам да те замолам да ги кажеш точно така како што ги имаш запишано. И да знаеш дека во твојата коса сакам да се будам и да заспивам. Па преку ден да ја милувам со цветови и навечер миризбата нивна да ја пијам. А тој цвет ќе биде Крин. Седи, Гане, седи. Значи ти си тој. Ганчо, да си жив и здрав, што ми напиша писмо и што во тоа писмо ми објасни се како било. Да. Оти Златан е многу добар човек. Тој не е зол. Не. Епа сега, сакам да те прашам, ако се сложуваш, јас сакам да се сториш мој маж. Чекайте. Па се сложувам. Јас тебе те бендисав уште кога те видов на сокакот. Чекайте. Што е ова, бре, луѓе? Изгледа јас снаја добив, а? Браво, бре, деца! Браво! Ме усреќивте! Браво! Епа вашиот син, сакам чорбаджиски зет да го сторам. И татко ми да ни ги даде сите неви. О, браво! Значи, синко, со пишување книги не само што се печали пара, туку се печало и љубов. Епа, да ме прости што бев малку неучтив кон тебе. Штом сето ова добро ќе заврши, јас пак на книгите ќе им се вратам. А тебе, Ганчо, ќе ти бидам вечно благодарен. Тебе многумина ти сметаат за будала, ама ти си многу мудар човек. Да, мудар. Туку, Златан, Кажи. да нема нешто за јадење да принесеш. Оти, јас сум многу гладен.
3 дена немам ништо јадено. Ќе биде како нема да... Веднаш се ќе принесам. Вакви убави, мили гости, никогаш дома не видиш. Сега ќе појдем. Ајде сега. Чујте и почујте, ергени! Не треба трето писмо! Чорбаджиската керка убавата Елена си го најде бараниот маж!